Добро вечер, почитувани гледачи. Како што претходно најавивме, од денеска започнуваме со циклусот емисии на телевизија Нова плюс минус секој четврток во 21 часот. Во досегашните 5 циклуси, во 3 наврати. Гостин во емисијата прв да ја отвори беше господинот Зоран Петрушевски, професор по социологија во гимназијата Гоце Делчев. Господине Петрушевски, добро вечер и за вас. Добро вечер и за вас и за гледачите. Ги поздравувам и навистина ми е чест што е веќе четврта сезона со мене ја отварате овој успешен серијал. Се надевам дека ќе помине успешно како секојаш до сега. Така. Пред неколку дена започна новата учебна година. Има ли некои новитети? Како се снајдовте? Да, започнавме. Новитети има многу. Образовниот процес е зафатен со голем број реформи. Впрочем, некако се научивме да живееме со реформи и промени во сите области од нашето живење, образованието посебно. Сите ние кои што сме непосредни извршители таму се мачиме, се обидуваме да ги прифатиме сите тие новитети. Мислам дека сме успешни во таа работа. Сите професори и родителите и учениците знаат сите тие новитети околу електронските дневници, околу новите методи и техники на настава, околу екстерното оценување исто така. Мислам дека најтешкото минатата година помина и ова година веќе со сите тие промени имаме некоја рутина и мислам дека работите ќе идат добро. Така. Господине Петрушевски, често пати имаме прилика да слушаме дека нашиот образовен систем повеќе образува, многу помалку воспитува. Колку се служувате со оваа теза? Па, видите, немаме кантар да измериме. На некои луѓе то така им се чини, така велат. Но видите, образованието и воспитанието е нормално многу комплексна работа. Оној образовен дел, што се вели, ние училиштата и основните и средните, ми се чини дека го работиме безпрекорно. Учениците и нормално и родителите сигурно се задоволни од нивото на знаење кое што ние им го даваме. Навистина во времето кога ова научна револуција која што е во тек, се обидуваме сите најнови сознанија од сите области на науката да им го пренесеме на учениците. Свесни сме дека времето во кое што сега живееме, а пак оние идни времења кои што топрва ќе дојдат, нормално дека ќе бидат исполнети со глад со знаење. Ние социолошки гледано и современиот начин на живење, така и го нарекуваме општество на знаење. Длабоко свесни за тоа дека нашите ученици треба да ги опремиме, наоружиме со знаење кое што ќе им биде влезната карта на нивниот живот, дали во нашето општество или било каде во светот. За таа работа сме целосно одговорни и така постапуваме. Што се однесува до оној воспитниот елемент, даваме се од себе, но мора да знаеме дека воспитанието е еден комплексен процес кој што тргнува од семејствата преку на школите, медиумите се тука многу присутни и она што се вели. Нашиот дел, мислам дека го изработуваме безпрекорно. За останатите делови, сите сме сведоци. Има и семејството денеска онакво какво што е еден куп своји проблеми, начинот на живење, преживување исто така. Медиумите кои што си имаат своја логика на функционирање. Имаш медиуми на кои им е најбитна атракцијата, веста, дали тука ќе има пазарот, дали тука ќе има насилство, дали тука ќе има некои други содржини несоодветни за децата и младите, навистина тоа не ги интересира, затоа што едноставно и тие се оставени во такви услови, према тоа целокупното тоа влијание прави да не се гледа толку позитивното влијание на нас школите, но преземаме се што е во наша моќ, знаејќи во кои времења живееме и делуваме, да тој воспитен елемент навистина биде застапен колку можеме повеќе. Да, така, дали токму ова што пред малку го набројавте влие да
еве од година во година се зголемува агресијата кај младите, она негативна агресија, не зборам за позитивна агресивност, меѓутоа за негативната агресивност и која може ли да доведе, да речеме, до поголем степен на деликвентност во наредните години кај младите? Сигурно е дека сите негативности од тој наш современ начин на живот негде мора да се забележат. Во однос на таа зголемена негативна агресивност, но сите ја забележуваме. Сите ја забележуваме и нормално дали она ќе се претвори во деликвентно однесување. Нормално дека да. Нешто тоа ќе успееме да спречиме, нешто не. Ако погледнеме што се случува во некои поразвиени земји и општества, имат огромна тежина, имат огромен проблем од таа малолетничка деликвенција. Тоа нас не чека, нормално, знаеме. Никако не значи дека превентивно не треба да се делува. Јас би сакал овдека покрај нас училиштата кои реков правиме се, тука некои други институции и невладини организации се многу активни. Сакам да ги пофалам за таа работа. Институциите безбедности, полицијата, например, има цели програми, цели сектори на своето делување, каде што превентивно делуваат. Навистина сме длабоко свесни. Постои свест кај сите нас и одговорност за опасноста која што ни стои пред нас. Повторно ќе кажам, се обидуваме до крај таа работа нормално да не ни се случи, но секогаш има пропусти и таа појава е очигледна, присутна е, но е пропратен дел на современиот начин на живење. Така, велат еден од начините за решавање на овој проблем е младите да се вклучат во спортски активности. Таму својот талент за спорт можат на најубав можен начин да го искажат, да се отргнат од улиците, од, ајде не кажам, кафиќите, некои места кои навистина после одреден временски период не е за нив. Така, сигурно дека во таа битка за сочувување на здрава млада личност, дека спортот е тука на прво место и ништо не би можел да кажам повише од таа апсолутна вистина. Колку повеќе спорт во нивните животи, дотолку се поголеми шансите нивно израснување во здрави, нормално креативни млади личности. Спортот е прекрасна работа, он е и многу сличен на животот. Спортот има многу примери што од врвни спортисти во својата исповест понекогаш ќе кажат: мене спортот ме направи да бидам човек, ме направи да бидам личност, ме направи да бидам јас идол на некого, а бев на улица сега. Апсолутно. Врвен Спортот по својот карактер бара одредена конкуренција, бара борба да се справиш со конкуренцијата, нормално, во позитивна смисла. Нашиот современ начин на живот е една борба, една непрекината конкуренција. Така да сите тие способности што ќе ги стекнат младите луѓе, ангажирајќи се во спортските дисциплини, после се од животна важност за нивност на одење во животот, кој што треба да се свати како една голема животна утакмица. Навистина тоа едноставно современото живење така функционира и нормално така треба да му придеме. Така. Господине Петрушевски, колку Македонија според вас е правна и социјална држава? Посебно ова втората компонента. Да. Па видите, колку е правна и социјална, мора да го поставиме ова прашање во нормално времето во кое што се наоѓаме, во условите во кои што ја градиме оваа наша држава. Ние по уставот сме дефинирани како социјална држава. Но не е исто да си социјална држава таму каде што економијата е на некоја стапка која што мерена со бруто националниот доход е бројки 20-30 илјади долари и мерено, например, кај нас каде што таа бројка е 3-4 илјади долари, тоа се некои цифри кои што се за некои надувани, а за некои подценети, но навистина отприлике приказката е таа. Многу елементи односно многу консументи на таа социјална димензија на наше живење има. Стопанството такво какво што е, подразбира дека многу луѓе се невработени. Се
сето тоа население, сите тие луѓе имаат огромен проблем во своето живење. Тоа е најголем проблем што еден човек, навистина, освен на здравствените, така натаму да не зборуваме, но тоа е еден огромен проблем кој еден човек го има и оние што не може да го решат се веќе проблем на таа социјална димензија на живењето. Тука се оние луѓе кои што се едноставно неспособни за работење. Сите тие луѓе нормално бараат помош од државата, од каде на друго место. Така да тука се еден куп деца без родители, без родителска грижа, тука се еден куп нормално приватни истории, приватни приказни, не знам, секојдневно вие медиумите покажувате случаеви на, не знам, палење куќи, рушење на куќи, стари и така натаму. Старечки семејства, еден куп, затоа што исто тоа индустриализација низ која што поминавме си ги испразни селата. Тоа е една огромна лепеза, еден огромен простор на работа, во која што државата нормално, дека се обидува преку своите институции да таа работа ја покрие. Доста работи се постигнати. Дали можеме да бидеме задоволни, односно дали луѓето кои што се предмет на тој социјален третман на државата ќе бидат задоволни. Веројатно не. И секогаш има простор нормално тие луѓе да бидат уште повеќе задоволени. Нивните потреби. Ги заборави луѓето со посебни потреби. Навистина тие луѓе само од државата ја очекуваат помошта. А државата е таа една, незините приходи се тие, незината програма, буџетот е тој. Велам, веројатно се трудат тие луѓе кои што се ангажирани во тие дејности, колку успеваат, што се вели, лесно е да судиме од страна. Ние кои што не сме такви случаеви, но луѓето што се социјално третирани од државата, веројатно се несреќни и незадоволни, но приказката е таа. Што се однесува до оној правниот елемент, тука навистина можеме да наоѓаме она што се вели повеќе мани и од личен аспект, но и од наш, би рекол, стручен аспект. Затоа што кога ќе кажеме за една држава дека е правна држава, барем ние од теоретски социолошки аспект подразбираме една држава која што во своето функционирање така напред се ќе го има правото како човеково право, целото на лепеза и правото како систем од норми, закони, прописи донесени од страна на државата. Тука навистина имаме проблем. Ние имаме чувство и тоа се поголем број на луѓе дека државата ни е претерано партизирана. Што ми е државата претерано партизирана? Тука имаме, кога викам држава, не мислам само на централно ниво. Истото го мислам и на локално ниво, бидејќи општините се нормално составен дел на државната структура. Целосната партизација навистина прави огромни проблеми. Па сега ние ќе наоѓаме мана на судовите, па на безбедносните структури, па таа партизација не е навлезена и во социјалата, навлезена и во земјоделието, да не ви кажувам колку е тоа навлезено во образованието. Така да можам да кажам дека се наоѓаме во еден период од нашиот развиток демократски државен, каде што навистина имаме доста забелешки на тој карактер на државата. И не само ние, и луѓето, односно институциите кои што не нагледуваат од страна, бидејќи ние сме предмет на анализа, нормално, ние сме млада, нова држава, аспирираме со веќе уредени држави да седиме рамо до рамо и да одлучуваме за важни светски прашања, нормално, и за наши сме предмет на анализа и ни наоѓаат забелешки. Навистина, постојано алудираат дека треба да се менуваме, треба да се реформираме. Доста стигнуваат, што се вели, до нашите одговорни фактори тие забелешки. Обиди за реформи имаме постојани, но, како и се друго, населението си е научено, населението се наоѓа во ситуација да се снаоѓа. Па ова што викам јас, ние сме партизирани премногу.
Од гледна точка на некои си луѓе таму кои што си имаат своји проблеми, они доброволно пристануваат. Нека сум партизиран, ја да си ја завршам мојата работа и оттаму навистина имаме еден огромен проблем кој што, како и сите други. Едноставно тука пред нас мора да го решаваме. Сега гледам што е започет. Нормално ова што на владино ниво станува збор, барат некои луѓе за одредени важни општествени одговорни функции и распишуваат јавни огласи, па не знам по медиумите и така натаму. Не знам како оди процедурата на нивно реализирање. Ако е таму тоа во ред, онда е навистина започет. Не дај Боже што се вели да е тоа некоја маска, само да имаме некои конкурси као пријавете се луѓе, нема проблем, примањето ќе биде фер, поштено, непартизирано, а да не е така. Нормално наше да се надеваме дека таа работа ќе биде спроведена онака како што е најавена и е навистина започети поздравување. Не смееме да оставиме долго време ова претерана партизираност да ни го јаде ткивото, да губат луѓе доверба, губат луѓе поверение, губат доверба дека оваа држава има иднина, дека може да бидне како другите, како оние држави кои ги посакуваме, за кои што многу знаеме. Има луѓе што таму живеат, па она што се вели во директен пренос, гледаат што значи една уредена држава. Сите ние други имаме комуникација нормално и ги поздравуваме тие држави, а и нашата желба, штом сме влегле во реформа, да седнеме со нив заедно, нормално желбата ни е и ние да бидеме една таква уредена држава. Така. Пред малку спомнавте висок степен на партизација во државата. Дали тоа на некој начин е и причина за, како што се шпекулира денове, дека во изминатите 15 на години од Македонија млади луѓе се иселиле во бројка од околу 250, опозицијата вели повеќе. 250.000 млади луѓе во изминатите 15 години. И што тоа на социолошки план представува за една млада држава и млада демократија каква што е Македонија? Така е. Работата од наш социолошки аспект е многу јасна. Тоа е огромна загуба за оваа држава. Во која смисла? И во материјална, и во човечка смисла. Во материјална смисла, ние за сите тие луѓе сме веќе вложиле, организирале образовен систем, здравствен систем и така натаму, и кога треба да се црпе од тие луѓе одредени придобивки, они си одат. Тоа е загубата. Но од гледна точка нивна, луѓето се рационални суштества. Па ние и како такви сакаме и ги образуваме, нормално. И сите сакаме да видиме што по разумни суштества. Нормално е. Живееме во едно капиталистичко општество. Најпросто кажано. Секој човек и неговото семејство сам се бори за себе и својот опстанок, викам, и на своето семејство. Во таква ситуација, нормално е дека излезното решение, ако не можеш да го најдеш тука, а најдобро е ако се најде тука, нормално, го бараат некаде на страна. Тоа на страна може да биде трајно и привремено. Добро, некогаш било привремено, сега повеќе е трајно. Затоа што кога тие луѓе ќе отидат таму на страна, се снаоѓаат некако и веќе враќањето назад е страшно. И ова повторна партизација да ќе кажам. Имаш наши луѓе што отидоа во Авганистан, Ирак, така натаму, во крајно тешки услови за живот и работа. Многу луѓе отидоа, Куманово посебно. И добро, тие луѓе таму се снајдоа финансиски, така сите мислиме дека поминаат добро. Они си знаат како е, но ние велиме добро поминаат. Но пазите, тие луѓе после 3, 4, 5 години таму, они веќе ги изгубиле врските овде. Кога ќе дојдат, овдека се сето поделило, партии, мартии, бизниси, предпријатија, едно друго, немаат шанса да се снајдат. Ако ги пуштиш сами на пазарот,
Сами на пазарот да се снајдат со својот капитал. Ретко кој од нив може да се снајде. Поштено, неколку години тука не биле, ги изгубили оние врски човечки што ги имале. Работите многу се смениле, а не ги знаат политичките прилики, навистина имаат огромен проблем да се снајдат. Затоа и постојано сакаат да се враќаат тие луѓе таму. Посигурен им е животот во таа пустелија таму, отколку овдека да инвестираат. Да, и таму заврши. Заврши, меѓутоа бараат некои други. Слушам по нафтените оние платформи идат, по бродови идат. Она што се вели, гледајќи ја оваа светска ситуација на Блискиот Исток, дури имаш луѓе кои што навиваат таму ситуацијата да се искомплицира и гледаат како шанса таму да се снајдат. Да, значи едноставно тоа е работата. Одредени мани што едно општество ги има и државата, секогаш некаде тоа ќе се види. Дали ќе е тоа на агресивноста на младите, дали ќе тоа на иселување. Рековте на долгорочен план ќе имаме проблеми со иселувањето на овие млади луѓе. Во која смисла? Па во секоја смисла. Губиш млади енергични луѓе, спремни за бизнис, спремни за работа. Што тоа значи? Етничката карта се менува. Етничката карта, демографската слика се менува. Не знаеш како да го организираш образованието во наредни, здравствениот систем како да го димензионираш. Не знаеш за колку луѓе. Ако додадеме дека и пописот пропадна пред 2 години, па не знаеме колку живееме во... Тоа е уште поголема катастрофа. Не знаеме ни сега колку сме, ниту пак можеме да проектираме. Тој што води политика мора да ги знае основните тие параметри. А оните толку брзо се менуваат, а треба животот на тие луѓе што се тука да се организира, имајќи резерва дека тие луѓе од време на време доаѓаат. Многу е тешко, но сега што е тука е, кога би имале одредена стабилност демографска, социјална, економска, би било многу подобро. Но не е така. Но што велиме, во такви моменти треба едно општество да покаже силина да обстане, а нормално државата, која што е организација на тоа општество тука, ја има таа одговорност. Така. Господине Петрушевски, долго време се бавите и со политика. Да. Бевте во 2 наврати председател на Совет на општина Куманово, во неколку наврати и само член, па членувавте во политички партии. Како ја оценувате македонската политичка сцена во овој момент? Има ли некои подобрувања? Има ли некои новитети? Не само што се формираат како партии, меѓутоа што тоа може да донесе како квалитет? Па видите, да ве поправам, јас во 1 наврат сум бил председател на Советот, а во други 3 наврата сум бил член на Советот на општина Куманово. Во однос на моето членување на политички партии пред 7-8 години сум бил член на Либерално-демократската партија, а потоа отидов она што се вели во независните политички води. Што се случува на таа политичка сцена? Повторно реформи, повторно промени. Ние како, што е нормално, ние како општество сме едно постсоцијалистичко општество. Неколку генерации живееле во услови на социјалистичко општествено уредување. Во одреден период тоа уредување требаше да се замени, а оно подразбира не само промени во економијата, туку подразбира промени и во сферата на политиката. Едно од основните се формирање на политичките партии, политичкиот ангажман, кој што пак може да биде не само во склоп на партии, туку и независен и така натаму. Во целата таа ситуација во изминатите 20 на години, како и во другите области. Имаме безброј лутања, имаме безброј прекрасни случувања. Не знам, ние имаме смена на власта, мирна. Тие имате еден куп примери низ светот кога едноставно смена на власт завршува со одредени граѓански војни и така натаму. Не, кај нас тоа 2-3 пати се случи, имаме сосема мирна, цивилизирана промена на власт. На избори. Што е за почит. Имаме избори, имавме многу лоши. Како идат времето, некако се научивме и ние и оние што ги организираат. Созреваме како општество, така да позитивни елементи има. Дали има лов во матното? Дали има злоупотреба на политиката, на политичките партии? Политиканство во масовни размери. Одговорот е да. Проблемот е тоа што има и на други места.
Но сето тоа кај нас, бидејќи ние сме млади, како држави, како општество, сиромашни, тоа кај нас нанесува огромни штети. Велат сите се познаваме. Па е сме многу роднина. видливо. Да, во социологија има теории кои велат дека дури демократскиот систем на држави или општества кои што се испод, кажуваат некоја бројка 7-8 милиони, не е добар систем. Така да, добро, не и веруваме, ајде, ние сме се нафатиле на бројка од 2 милиони да организираме демократски политички систем, добро работиме, но злоупотреби, политиканство има во огромни количини. Што е тука како и другите проблеми. Мора да се справуваме, мора да се бориме, некако се издефинираа политичките сили на ова до сега на нашето политичко небо. Лично јас и луѓето кои што сме некако кон независните политички води уназад некое си време, дојдовме до заклучок дека ќе мора политички да се обединиме и токму тоа и овие денови ќе го направиме. Еве сега користам ова прашање што се вели да најавам дека граѓанската политичка опција, луѓево кои што не припаѓавме ниту на еден од двата политички блока, кои што им се спротивставивме, за кои што велиме дека и двата не водат добра политика, не водат одговорна политика, пробавме да им се спротивставиме и нешто дури и во тоа успеавме. Еве, веќе наредната сабота во Скопје го организираме оснивачкиот конгрес на ГРОМ, на граѓанската опција за Македонија, и се надеваме дека сите луѓе кои што на политиката и приоѓаме со една длабока свест за важноста на таа политика, дека политиката може да му помогне на општеството, а не треба да биде нешто што е дејност од кое што некој треба да се скрие или да ќари нешто или да лови во матно. Политиката не мора да биде нешто што е прљаво, политиката не мора да биде нешто што е поврзано со лажење и крадење. Не. Политиката може да биде фактор кој што на едно општество може да му помогне. Токму такви луѓе се обидуваме да се организираме, да се здружиме, да се спротивставиме на овие политички структури кои што ние ги обвинуваме дека не се доволно добри во политиката. Они за себе си тврдат дека се супер, но тоа е драшта на политиката, граѓаните се тука да тие работи ги ценат. Има ли класична поделба левица, десница, центар во Македонија? Или се е помешано? Од гледна точка на тие луѓе што се партиски ангажирани, они тврдат дека има. Од гледна точка на науката, теорија, аналитичарите, социолозите, одговорот е не. Бидејќи, ако ги погледнеме какви се нивните конкретни политики и на оние што се викаат леви и на оние што се викаат десни, нормално тука имаме една каша. Класични, ајде да кажеме, десни партии кои што по теоријата би требало да ги застапуваат интересите на крупниот капитал и така натаму, ќе ги видите како превземаат еден куп мерки каде што целта им е социјалата и така натаму. И обратно, партии кои за себе велат дека се леви, гледаш дека штитат неколку богати луѓе, нивен бизнис и така натаму, што значи некако најпоштено е, ми се чини. Најпоштено е во таа работа за себе си да се нарекуваш дека си некоја централна опција, па едноставно кога велиш дека си централна, по логика на нештата, однапред кажуваш дека и интересите на богатите, и на сиромашните, и на сите слоеви ќе ти бидат предмет на третман. Па сега, што ќе се од тоа и кој од тоа ќе биде задоволен, тоа времето ќе каже. Меѓутоа, однапред што се вели, не се позиционираш таму или таму и на тој начин да се ограничуваш во своите политики кои ќе дојдеш во ситуација. Како да речеме во Европа, расте ли снагата на левицата или на десницата? Каква е состојбата таму? Состојбата е таква да некако левицата е во некаква си криза. Поштено кажано. Пасивност повеќе. Да, некаква криза, но кога ги мериме сегашните европски случувања, начини на живот и во некој си минато, не е исто времето.
На исто времето, веќе Европа не е на ниво на она индустријско модерно општество што го велиме. Па класика, фабрики, па не знам, работници и така натаму. Веќе не е таа општествена структура. Па сега ти како партија лесно им привоѓаш до работниците, имаш гласачи и така натаму. Сега сосема нови технологии, сега најголемите фирми европски не се веќе во Европа. Работниците што работат во тие фирми не се веќе европски. Најголемиот дел на европјаните, она што се вели, се во услужните сектори, образовните, научници. Тоа не се веќе класични работници на кои што ти со некоја партиска мерка ќе им понудиш на изборите, не знам, 13-та плата, не знам, ќе им понудиш вакво осигурување или вакво осигурување. Тоа се веќе стандарди усвоени, така да од тој аспект можеме да кажеме дека е некаква си криза, ретко каде победуваат, односно ќе победат таму каде што она другата некоја партиска структура ќе задлиба во некои корупции, некои си скандали, афери и така натаму. Поминаа 6 месеци од локалните избори во Куманово, да речеме. Имате ли впечаток на подобрување на некои состојби? Каква е вашата оценка? Има ли некој помак, што се вели? Мојата оценка е, ако веќе ме прашате, многу лоша. Јас дури и една колумна напишав првите 100 дена од власта во Куманово. Не гледам на денот на изборите. Работеа машините, нешто правеа, од тогаш па наваму, навистина не е јасно. Било кој граѓани, ако нешто видел, нека каже, такво нешто не постои во Куманово. Знам колку е должна општината, све знам, и тоа некој го задолжил, не сум јас. Но во Куманово имаме една специфична ситуација. Зборуваме демократија, развиток на демократија и така натаму. Никој не се надевал, но еве тоа се случи. Не знам дали знаете, дали сте приметиле. Во Општинскиот совет има формирано едно мнозинство, кое што мнозинство, кога ќе им ги собереш гласовите, имат помалку позади себе, отколку кога ќе ги собереш гласовите кај оние представници на граѓаните во Куманово, кои што представуваат малцинство. Значи, во Куманово доживеавме малцинството, пазите, во веќе развиена, велиме, демократија, малцинството владее со мнозинството. Не знам дали ме свативте. 17 советника, што се мнозинство, колку гласове имаат, сите они заедно, имаат помалку, на избори, сакате да кажете. На изборите, него 16 што се опозиција. Тоа е една ситуација која што некој ќе ја припише. Па тоа се 17 советника, тако е моделот. Тоа е на некој начин дефект на системот. На изборниот закон. Така е. Но сакам да кажам, тој што се нафатил на таква работа, тој што се нафатил со еден град како што Куманово да владее на таков начин, навистина треба да си сноси, да биде одговорен и да знае што ќе донесе утрешнината. Исто така, Куманово е специфично и по една друга работа. А тоа е, често пати раководителите на општината искажуваат критика кон централната власт дека го заборавила Куманово и така натаму. Куманово одамна немала групација која што е во локалната власт, да и на републичко ниво власт. Сега имаме таква ситуација. ДУИ е на власт и на републичко ниво и на општинско ниво. Што значи, општинската власт која тврди дека републичката власт го заборавила Куманово, не е така. Ние веќе во Куманово, таа политичка партија која што е владеачка... Колку е моćна да лобира за одредени работи? Колку е моćна? Па еве, колку е моćна? Воопшто не е моćна. Веројатно. Затоа што градот е во таква ситуација во каква што е. Се жалат раководителите на општината. Па добро, ако не е моćна, добро, зошто се нафатила? Зошто тврди за себе дека е владеачка партија и на републичко ниво и на општинско? Зошто се нафатиле другите, оние кои што со нив соработуваат? Добро, зошто соработуваат? Ако не е моćна. Не е моćна, добро, извините, вие сте републичка власт, ние мислевме дека со вас ќе соработуваме, работава не оди. Што значи? Не може никој и не смее никој да се игра со овие работи. Сите овие работи ќе поминат.
ова е нешто што некој го видел или не го видел, го констатирал или не го констатирал. Работите остануваат за иднина, се формираат одредени модели на однесување, па дури и политичко однесување. Се поминало ќе помине и ова, едноставно не смее така да му се прави на својот град и на своите граѓани. Значи, длабоко мора, оно што се нафатил да раководи, длабоко мора да си размисли што и какви последици ќе има тоа раководење по целиот град. И сега и во иднина. Така. Ај малку на републичко ниво. Господине Петрушевски, колку сте оптимист дека Македонија правилно се приближува или кон евроатлантските интеграции НАТО? Сите очекуваме позитивни извештаи од Европската комисија. И ги добиваме. Ние ги добиваме. Тоа е интересното. Приказката се сведе на едно многу едноставно прашање, а тоа е проблемот со името. Така, и болно прашање. Најболно што може воопшто еден народ, една држава, едно општество да го има, ние тоа го имаме. Ние сме една чудна земја, ние сме еден специфичен случај, ја би рекол, во Европа и во светот. Секој си знае за себе, но ние толку пати сме изложени на такви моменти одлучувачки да е тоа навистина неверојатно. Да, сето тоа било некаква историја, но сега е ова наша сегашност. Сите, нели, Европската унија преку комисијата кој знае колку пати, 3 пати, 4 пати поред вели дека е во ред Македонија од економска, правна, политичка, социјална гледна точка, но повторно останува процедурата, се знае која и што е. Сега, лесно е да се каже, па што не попуштат и така натаму. Има еден куп последици кои после не, сега да кажам, дали и ние како оние домашни задачи за наша употреба, дали си ги завршуваме добро, не заради Европа, заради нас. Па тука е и малата бољка наша сега. Поштено кажано. Сликата што ни ја дават европјаните за нас е подобра него што ние ја имаме за себе. Ние знаеме дека не сме баш толку добри. И тоа фактички нас повише не боли. Кога ние би биле додатно уредени, додатно дисциплинирани, многу подобро за нас. Тоа што нас ќе не пофалат некоја од страна, не ни ги решава нашите секојдневни проблеми. Значи, имаме простор многу повеќе ние да си се доуредуваме, што велите, ради нас. Добро, тоа е сега приказката, сите еден куп мани си имаме, нели, тоа си го рековме. За овие 22 години самостојност, демократски развиток и така натаму, мислам дека сме доволно постигнале овакви какви што сме, со она историја што си ја имаме, каква што си ја имаме, во овие услови какви што ги имаме, во оваа светска глобална ситуација каква што имаме. Ако се најде едно компромисно решение и ако она што се вели со полно срце ги надминеме овие работи, сите заеднички, па макар и со некоја рана, ама сите заеднички да ја чувствуваме, не смееме ние како општество на таа работа да се поделиме. Тоа не сакам да кажам, меѓутоа многу песимистички ми е размислувањето ако се поделиме на тоа прашање. И тоа што малку имаме разногласие, веднаш се користи за уште поголем притисак. Мора да сме едногласни на таа работа и таа цврстина сигурно дека ќе даде резултати. Ако успееме таа работа да ја надминеме, мислам дека Македонија ќе вплови во мирни води и навистина тоа ќе биде огромна корис и реките на иселување така натаму ќе застанат и капиталот ќе си дојде и целата на приказна успешна која што ја имаат европските држави. Па ние сме во Европа, тука е капиталот. Мислам дека не само географски, него и културолошки. Апсолутно. Ние ќе бидеме успешна приказна, но само ако успееме сите заедно да го прескокнеме овој ров што стои пред нас. Да се надеваме дека ќе имаме мудро за таа работа. Во март наредната година се редовните претседателски избори. Така е. Очекувате ли вонредни парламентарни?
Очекувам. Поштено. Од кои причини? Очекувам. Па видите, председателските избори на времето нели мораше да има онаа бројка половина излезени така натаму, потоа се смени се смени тој закон. Мислам дека онака како стојат работите сега на републичко ниво, каква е ситуацијата, едни такви воредни избори, ја мислам дека би биле она што се вели баш погодени. Во смисла дека сменети се односите на моќта во општеството. Некои работи се созреани, имавме одредени проблеми сега и така натаму. Мислам дека март е баш среќа што се председателските и она што се вели да се излезе на мегдан политичките структури кои што се надпреваруваат за власт и од тука натаму да се направи еден пресек, што се вели, и да се тргне понатаму. Ситуацијата е таква каква што е, политички така натаму. Мислам дека... Вас како на гром ви одговара? Нас на гром извоедно ни одговара. Ние веќе што се вели за некој ден на републичко ниво ќе се организираме, за потоа месец дена на ниво на општините, што значи ќе имаме 5-6 месеца добра кондиција, добра работа и кондиција и баш она што се вели со широко срце ќе ги чекаме тие денови да настапиме, да се опробаме што се вели на реална политичка утакмица. Господин Петружевски, благодарам што бевте гостин во ова прва од петиот циклус емисии Плюс Минус на телевизија Нова. И јас ви благодарам и на вас и се надевам дека некои гледачи ќе тргнат малце од утакмицата и ќе не гледаат нас. Веројатно. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.